Над 20.000 првачиња ќе седнат во училишните клупи во новата 2017-2018 година, која наместо традиционално на 1 септември, со одлука на Министерството за образование и наука ќе почне на 4 септември. Според податоците на Министерството, бројката на запишани првачиња според досегашните податоци со кои располагат изнесува 20.437. Во општина Битола досега се пријавени околу 1000 првачиња. Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017-2018 година обезбедува вкупно 35.909 ученички места, и тоа 25.127 на македонски наставен јазик, 9.830 на албански наставен јазик, 918 на турски наставен јазик и 34 на српски наставен јазик. Во средните училишта запишани се вкупно 17.131 ученик. Поголем интерес имало за стручното образование, каде се запишани 9.983 ученици, а за гимназиско образование се одлучиле 6.703 ученици. Во оваа учебна година настава по нови реформни наставни планови и програми во двегодишно и тригодишното стручно образование ќе се реализира во сите средни стручни училишта, во сите струки и образовни профили. Од Министерството за образование и наука наведуваат дека конечниот број на основци и средношколци ќе го имаат кон средината на септември, по комплетирањето на податоците во координација со општините. Во пресрет на новата учебна година, тим од 9 наставни членови на наставничкиот пленум остварија средба во Министерството за образование и наука. Ова е прва средба со министерката за образование Рената Десковска-Тренеска, во обид да се чуе гласот на наставниот кадар, кој целото свое знаење и труд го вложува во учениците, училиштето и системот. На министерката и беше доставена листа со ставови преточени во професионални барања, на кои како наставнички пленум сметавме дека треба да се укаже. Истите беа сублимирани на ниво на одделенска и предметна настава во основното и во средното образование, и секое од нив беше прецизно елаборирано од страна на наставниците. Конструктивната дискусија се одвиваше на пример во правец на укажување на потреба од создавање на услови за подобра и посоодветна реализација на Кембридж програмата во основното образование, согласно очекуваните ефекти и исходи од наставата. Исто така се дискутираше и за наставните програми, кои треба да доживеат структурирање согласно потребите на пазарот на трудот, преоптовареноста на учениците по сите образовни нивоа, со обемни и непотребни содржини, анализа на потребата од додатна и дополнителна настава, анализа на форматот на тематските оперативните планирања, анализа на законот за инклузија на деца со посебни потреби, ревизија на учебниците, разграничување на компетенциите на државните просветни инспектори и педагошки советници, оптовареноста на наставниците со непотребна административна работа, бројот на учениците во паралелките, како и уписната политика за запишување на ученици во прва година во средното образование. Аспектите кои беа опфатени на работната средба се навистина бројни и кон сите беше приоѓано сериозно и со внимание, се вели во соопштението од наставничкиот пленум.